Dragi braći i sestri, ova popladne, sveto, sabotno, našето razmisluvanje će bide na temata danes koga je mnogo aktuelno i vo našava zemlja, vo Makedonija, začuduvački golema sličnost može da najdeme vo našата adventistička istorija. Da ne ja zaboravime našата adventistička istorija. Nije sme narod со своја istorija, svoje mesto vo Svetото pismo, со почеток, а верувам и со славен крај. И бидејќи се работи за историја која е и тоа како важна, зашто без историја си без идентитет, без корени. Некој да ти ја украдне или да ти ја распродаде историјата, зборувам за адвентистичка историја. Не ова, реков сличност, да, но ние се фокусираме на нашата адвентистичка историја. Од каде да почнеме? Можеме и од Адам да почнеме. Да ги најдеме нашите корени од таму. Па преку Аврам, после потопот, Ное пред него, Аврам. Па израелскиот народ, робството во Египет. Па понатаму робството во Вавилон. Вавилон, 606 и неверојатна сличност, велам, 586, 20 години разлика, беше вториот напад освојување на Вавилон и на врвите ги обесувавме нашите харфи, вели псалмистот, и ни велеа пејте ни песна, нова песна. А како да пееме нова песна, кога сме во туѓа земја, заробеници, нели? Во тогашниот Вавилон од Навуходоносор. 20 години разлика, 606, 586. 1843 наспроти 44, 43, зашто есента е преломна, како верска година. 1843, 1863, 20 години разлика. После она големо разочарување. Па добро, кои сте? Светот сакаше дефинитивно да знае. Кои сте? Како се викате? Како ви е името на милеритскиот покрет, Вилјам Милер, кој што цели 14 години таеше на некој начин
од неговото лично проучување и она што Господ му го откри во Данило 8.14. До 2300 години, односно денови и ноќи години, и светињата ќе се очисти. Па кога ќе биде тоа, како ќе биде тоа, и тој ја запали со духот кој беше во него Америка, тогаш, пред 1843. Ја запали, Америка беше на нозе. А пред тоа веќе имаше знаци на времето. 1755 година беше Лисабонскиот земјотрес, не случајно. Да подсетиме, Лисабонскиот земјотрес 1755 за 6 минути 60.000 беа шмукнати во океанот. Беа вовлечени од цунамито, од земјотресот па цунамито. 1755 година Лисабон фигурираше како центар на инквизицијата. Велам, не случајно Господ се одлучи Лисабон да биде срамнет и шмукнат. Остана уште еден центар. Тој се чува за второто Христово доаѓање. Хаг. Центар на инквизицијата. Ден Хаг. Така наречениот меѓународен суд, кој што се знае под чие раководство е. Не е основан од страна на Соединетите Американски држави, ама ако го запрашате сегашниот председател на главниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, кој е неговиот идол и која религија е всушност Антонио Гутереш, јасно е дека ќе го посочи Светиот Отец. Значи, 1517 Мартин Лутер удри клинец на катедралата во Витенберг, односно 95 точки. Ова е историја, адвентизам. И од 1517 многу скоро се јави контрареформацијата. Мартин Лутер, реформација, протестантизам, контрареволуција со Игнациус Лојола, језуитскиот покрет. Страшно време беше тоа, кое што продолжува до ден денес. Значи, 1755 Лисабон земјотресот, па паѓање на звезди, па затемнување на сонцето, сето тоа беа знаци, надприродни знаци. Затемнување на сонцето без тело кое ќе биде помеѓу земјата и месечината, односно сонцето, за сенка да биде на месечината. Месечината црвена како крв, кажуваат извештаите, била тогаш. Сонцето затемнело, бел лист не се гледал на пладне. Кокошките се враќале
во кокошарници, стоката, на ден пладне. За во 1843, рековме, 44, да биде Вавилонското робство. Заробените без име, милерити, кои го чекаа Христа, го чекаа светиот Ерусалим. А тие беа во тој момент вавилонски заробеници. 1843. 20 години, повторувам после тоа, 1863, на првата генерална конференција, на која што беше избран првиот председател, Џон Бајнтон, рекоа, еве, ние сме тие. На светот, на Вавилон, им се легитимира. Нашето име, ако сакате да знаете, е адвентисти на седмиот ден. Што е тоа адвентисти? Чекатели на многу скорото, изненадувачки како крадец доаѓање на Исус Христос. Христово враќање, тоа е адвентисти. А на седмиот ден, тоа име го добија 1806, 3 години пред тоа. И тоа име беше најубавото име до ден денес за нас, за нашата легитимација во овој свет. Кои сме? Значи, ние имаме историја со пророк. Тоа беше Елен Вајт, а пред тоа Господ ги повика двајца. Црнци, не се криви што се родиле црнци, но видите, Господ прво црнци викна да му бидат во служба. Вилијам Фој и Хейзен Фос. Хейзен Фос, вториот, големо искуство има доживеано, кога Господ му вели ова што го виде, појди во црквата, таму каде што бил член, и баптистичка црква, ако не се лажам, и кажи им, тогаш немало адвентисти. Елена Вајт, незиното семејство, 6 деца, таа близначка со сестра и Елизабета, биле членови на методистичката црква. Таа ја имаме во Македонија. Значи, таа е на некој начин постара. Но тоа не значи дека е и штафетата која се одвива, се трча штафетата со штафетна палка, знаете, во кругови. Прво еден круг трчаат. Па истите ќе ја предадат штафетната палка на другиот круг да трчаат. Па третиот, па четвртиот, односно Ефес, првиот круг, историски, до 100-та година. Од Христа, од 31-та година, до 100-та година. Ефеска црква. Никакви замерки. Црква
koja se dala sebe si, во жива жртва, во арени, пред лавови, Нерон, Калигула, Деције, императори, го истрчале совршено првиот круг, со лични жртви. Од 100-та до 313 година, тоа е 4 век, е Смиранската црква, Смирна. Тие го трчаат вториот круг. Па Пергам трча третиот круг од 313 до 538 година. Па Тиатир, малку подолго тие трчаат, и не случајно Тиатирската црква е во најтешките услови, може да се каже, прогонета, инквизицијата. Тоа е 4-та црква. И Сард, 5-тиот круг, и Филаделфија, 6-тиот круг, и 1844 година почна нашиот круг. Значи, ние сме 7-та штафетна палка за вистината. Штафетната палка е вистината, што треба во овој свет да му ја пренесеме и пронесеме и да ја издигнеме. Лаодикеја, народ на суд или народ кој е самобендисан, што не е баш за нас поволна квалификација. И од 1844 1806 името го добиваме, се уште сме во Вавилон, 63-та првата генерална конференција и името освен адвентисти на 7-миот ден, што зборува, ако не, дека 7-миот ден сабота е знакот, печатот Божји, со кој што ќе се разликуваме од целиот свет и на сите останати кои нема да ја држат саботата, ќе им бидеме, не мора ништо дури ни да зборуваме, укор. А кој трпи денес укор? Останатиот христијански во наводници свет, што ја држат неделата, саботата им е камче во кондурата. Не можат да бидат толку комотни, толку слободни. Во Приштина, додека бевме на служба, еден проповедник од една евангелска црква дојде кај мене и ми вели: ти си пастор на адвентистичка црква. Ние сите останати сме се обединиле. Сега кога навалува опасноста од исламот, ние христијаните треба да бидеме обединети. Како би било убаво и вие да ни се приклучите. Јас ја имав големата борба на албански, бидејќи беше албанец, и му реков:
pastore, еве ја оваа книга, откако ќе ја прочиташ, ќе дојдеш и тогаш ќе видиме што ќе правиме. Големата борба, најубавата книга според мене за ова време, после Светото писмо. Најактуелната книга. Особено 36-та глава, судирот кој е пред нас. Или намерите на папството. Поубаво не можело да биде опишано. И неделата, неделниот закон и сето тоа. Значи, пасторот ни го видов после, ни се јави, веројатно видел дека има голема разлика помеѓу нас и нив. Сабота и недела, тоа се два света. Кога реков свет, што имаме ние со светот? Дали Господ нас не повикал со нашава историја да одиме во така наречениот екуменизам? Ние мора ова отворено да го кажеме, зашто некој сака да ја распродаде нашата адвентистичка историја и да ни ја украдне, да останеме без корен, без историја, со така наречен либерален адвентизам, односно адвентизам кој оди рака под рака со светот. Зашто се што е надвор од нас е свет. Дали сме добиле позив од Господа да се обединиме со светот или да ги имаме неговите патишта? Широки е патот. Матеј 7, 13, 14. По кој одат? Мноштво. Широк е патот. Еве го. Ама крајот на тој пат е погибел, пропаст. А тесен е патот по кој одат малкумина. Малкумина. Ама крајот на тој тесен пат, виугав, со трња, со капини, со препки. Крајот на тој пат е славен. Нашата мисија не е екуменизам. Екуменизам е покрет кој почна 60-тите години, првиот Ватикански концил, кои што ја променија тактиката. На сила видоа дека ништо не бидува, ајде ќе се инфилтрираме. Па ќе работиме на зближување. Со сите цркви, сите под еден чадор. Екуменизам буквално значи, тоа и го објаснував на мојата снаа, која е од Егејска Македонија, и таа рече, па, што значи екуменизам? Јани? Основата доаѓа од екумене, значи куќа. Молам? Да биде една куќа. Оикос или икос. Икос на грчки значи куќа.
една kuća со еден папа, еден татко. Сите други само амин треба да кажуваат. Напротив, нашата мисија е тројната ангелска вест. Ние сме покрет. Мислам дека сум му кажувал искуството кога на 17 и 18 март 2004 година во Косово беше револуција. После војната, 99-та заврши војната, а ова 2004-та имаше кошкања, имаше несогласување, се имаше, ама на 17 и 18 март тоа прерасна во отворени бунтови, војни, линии на фронт, кај што тогашните КФОР сили требаше да ги разделуваат. Една припадничка на КФОР рече, моравме ние да се скриеме во нашите, да спасуваме наша глава. И одваи тогаш некако американскиот дел од КФОР некако ги сопре, бидејќи се крстат во името Америка, албанците. Прво, Господ, па Бил Клинтон. Тоа е рангот. И што ќе рече Америка, тоа е закон. Значи, американците, останатите кворовци се сокрија како глувци во тие денови. Тоа беше војна. Тогаш и ние бевме во нашиот црковен објект и дојде од улицата црнилиште. Народ, кои велат на албански ку ешт киша. Каде е црквата? Ја бараат црквата. И за големо чудо дојдоа пред нашиот објект. Ние сме како на некоја раскрсница. И народот навалува, унмик полицијата почнаа да фрлаат шок бомби, солзавци. Ние тоа добро го осетивме, иако бевме затворени прозори, врати. Како влегува тоа, не знам, но тоа е газ кој што, солзавец, од кој што штипе нос, очи, уста. И тогаш се случило нешто. На местото кај што било баш насобран народ, кај што прашувале каде е црквата, а ние немаме надпис. Да го имавме, може би сега ова немаше да ви го кажувам. Може би Господ знае. Што се случило? Еден човек меѓу тие луѓе рекол, ова не е црква за нашиот објект. На албански. Нук ешт киша. А што сме ако не црква? Покрет. Левизија. Покрет. Ова го дознав од една наша сестра, албанка,
koja imаше svoj brat, učesnik vo tije nemiri. Znači, toj bil blizu, koja go slušnal gospodinot, a za mene toj gospodin bil angel Božji, koja kažal vistinata, дека nije ne sme crkva. I vo našето ime nema ime crkva. Govoram originalno to ime. Ne ova nasledeno od Jugoslavija i bivša i SFRJ. Ne. Znate kako je dobijeno to ime? Hristijanska adventistička crkva. To ne je našето ime. Našето ime je adventisti na 7. den. Vidite koja je razlika so hristijanska adventistička crkva. Имав прилика, па разговарав со еден од првите председатели на адвентистите, Антон Лоренцин, татко на Јован Лоренцин. Додека бев во Марушевец и тој пензионер, јас имав некое слободно време, пауза, па шетавме околу езерото. И го прашав, како тоа да имаме ние во Југославија такво име, а нашето име е адвентисти на 7. ден? Вели, после Втората светска војна, ние имавме страшен притисок од православците, од православниот свет. Прво рекоа, вие не сте црква, вие сте секта. И рековме, па како не сме, и ние сме црква. И ние сме црква. Ама вие не сте христијани. Поради саботата вие сте евреи. Не, ние сме христијани. И така е добиено името, кога било ден за регистрација, а кога еднаш ќе пише, Пилат вели, што пишав, нели? Христијанска, значи не еврејска, адвентистичка црква, не секта. Така е добиено името. Инаку во целиот свет е адвентисти на 7. ден. Точка. Ни христијанска во називот, ниту пак црква во називот. А што сме како такви? Покрет. 7-day Adventists. Тоа е името. Значи, тоа е во времето на оној Вавилон, кој што падна, два пати паѓа. Прв пат паѓа летото, пред 22. октомври, кога тогашните милеритски покрет од Вилијам Милер, ги поканиле верниците од останатите христијански цркви да им се приклучат. А тие рекле, не, фала. Ние ќе си останеме тоа што сме, баптисти, методисти, презбитеријанци, баптисти на 7. ден имало, католици, ќе си останеме тоа. Тоа е првото падна Вавилон. Тогаш падна прв пат, зашто два пати паѓа. Тогаш и второто Христово доаѓање, кога Вавилон дефинитивно паѓа. Пејте ни песна нова. Како да пееме песна нова, кога сме во земја туѓа? Па туѓа земја е ова. Ова не е нашиот дом. Каков е овој дом? Каков пречек ти приредува? Од додека
od кога ќе врекне бебето, веќе најавува со плачот дека на оваа земја ќе биде плачно. Од плач. Со затворање очи, пак плачат сите. Солзна долина. Целава земја е негостопримлива, затоа што заради тебе, Адаме, да е проклета кој? Земјата. Земјата е проколната, не Адам. На Адам му е само забрането да не јаде од дрвото на животот. Биле избркани. Значи, јаделе додека можеле, додека им било дозволено. Значи, нашата мисија е отпочната тогаш, 1843, па посебно со првата генерална конференција 1863, 20 години разлика, како што беше, пак повторувам, израелскиот народ во вавилонско робство, 606 првото робство, а 586 20 години подоцна, како и во нашиот случај второто робство. И тогаш кажаа кои се. Да не ја заборавиме нашата историја. Ние сме народ со историја. Знаете кој е наш најголем непријател? Светот. Покрај она наше јас, се разбира. Светот. Во светот, односно предупредување имаме од страна на нашиот Господ да бидеме многу внимателни кога се работи за светот. Еве, например, 1 Јованова 2:15. Не љубете го светот и она што е на светот. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов очина. Зашто се што е на светот, грешни, чулни желби, желби на очите и гордост на животот, не е од Отецот, туку е од овој свет. Затоа нашата историја е наша историја. Светот си има своја историја. Денес проучувавме во библиската поука. Каин и неговата религија. А Авел беше со религија, ама по волја на Отецот. Зашто нема опростување на грев без пролевање на крв. А не тикви, краставици, компири ќе принесувам на жртва. Значи, гордост на животот, желба на очите, телесни желби, токму тоа што е во светот. На нас тоа не ни треба. Во Јаков 4:4, прељубочинци, не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство кон Бога? Оној што сака да биде пријател со светот, станува непријател Божји. Јаков 4:4. Во Јован 15:19, кога би биле од овој свет, светот би ги љубел,
своите. Но, бидејќи не сте од овој свет, туку јас ве избрав од светот, вели нашиот Господ, заради тоа светот ќе ве намрази. Кој е непријател? Светот. Нашата историја не подсетува да не појдеме рака под рака со светот. Затоа во 2 Коринтијаните 6:17 вели: одвојте се, бегајте, вели Господ, не допирајте се до она што е нечисто и јас ќе ве примам. А во Тит 2:14 вели: кој се даде самиот себе си за вас, да не избави од секое беззаконие и да си очисти себе си народ, кој што му припаѓа, кој ревнува за добри дела. И така натаму, и така натаму. Немојте да го љубите светот. Вие не сте од светот, излезете од светот, бидете посебни, одвоени луѓе. Овие писатели биле инспирирани, надахнати од Светиот Дух, од Бога. За голем број од оние во книгата Сведочанства, 5-та свеска книга, 136-та страна, вели: за голем број од оние кои сега изгледаат како племенит метал, ќе се испостави дека биле обичен бакар. Ако е можно да бидат измамени и избраните. Тоа е нашата опасност. Наскоро, многу скоро, од неделниот закон, ќе почнат прогонствата. Неделниот закон е пред нас. Тоа е една посебна тема, посебна проповед. Ќе стапат на сцена кога ѓаволот нема да се стега од ништо најлошо што може да употреби против вистинскиот покрет. Тој знае дека е во прашање. Видите, што има во умот непријателот, ѓаволот. Знае дека е во прашање живот или смрт. И кај него. Епа кога тој себе си, знаејќи дека малку време има, гледа да се зачува, а знае и дека ќе загине, тогаш целиот свет ништо не му значи. Дали биле украинци или руси? Голема работа. За ѓаволот? Еве ви оружје. Само вие удрете едни на други. Нема милост кај ѓаволот. Тој има психолошка експертиза од, речи си, 6000 години во кои што делувал заедно со онаа 1/3 од паднати ангели. Експертиза. Кај погрешил, кај победил. И неговата намера е да го искриви човечкиот ум. И стварно, кога ќе видиш
во овој свет луѓе со умот како да се мрднале, забегале. Ќе рече човек, ова не е нормално. Не е нормално. Би рекла, пишува Елена Вајт, и да привршиме, дека живееме во најсвеченото време. Ти и јас. Па не делат само денови на милост Божја до Христовото доаѓање. Денови на милост се во прашање. Во последната визија која и била покажана со вознемирувачки факти, дека само мал дел од оние што ја исповедаат вистината ќе бидат посветени и спасени. Мал дел. На едно место вели, цели цркви ќе отпаднат. Адвентистички, ајде. Не ни е страно адвентистичка црква. Цели заедници адвентистички ќе отпаднат. На друго место вели, дали еден од 20 проповедници ќе биде спасен. Јас стојам сега пред вас, како пензиониран проповедник. А не се пензионираните во тој број. Голема утеха. Еве што вели, на прво место се пензионерите. Дали еден од 20? Од 20. Што не рекла еден од 50? Така и било покажано. Тие, еве ја заедничката квалификација, тие ќе се прилагодат на светот. Ќе се изедначат. Ќе гајат идоли и ќе постанат духовно мртви. Сведочанства, првата книга, 6 и 8 страна. Колку неверојатно! Зарем е можно? Големо мнозинство од оние кои сега се радуваат во вистината, ќе ја напуштат својата вера и ќе бидат изгубени. Јас се сеќавам на некои наши браќа и сестри. Тука се во Скопје. Ама неќат повеќе. Не сакаат. Колку биле овде ревни, гласни, се бореле, активни. Ништо не им значи сега. Мора вистината да се каже. Ќе бидат изгубени зашто му се, по наводници, прилагодиле на светот. А сатаната подмукло, на изглед безазлено, невино, со високо почитуван животен стил, во светот да си некој нешто, ќе ги разоружа. И
ti gi oslabi i konečno uništi. Zašto? Zašto stapnale na lizgav teren vo ovoj svet. Ne je daleko vreme to, koga sekoja duša će bide stavena na proba. Jaz, ti, će bideme na proba. Koja je ta proba? Jasno je. Počituvanje to na lažniот den na odmor će bide nametnato. Će izbije sudir pomeđu Božji i čovečki zapovedi, onije koji se čekor po čekor popuštale na svetski zahtevi baranja i se uskladuvale, se resetirale na svetovni običaji, će popuštat pred silata, nametnatiot lažen den, nedela. Pred silata, zada ne bedat izloženi na podsmev, na uvredi, na zakanicu zatvor, smrt, pa kade site, tamu i toj. Vo to vreme zlatoto će se odvoji od zgurata, od nečistotijata, taka. Će se vidi golema jasna razlika pomeđu vistinskata pobožnost i ona prividna, solažen sjaj. Mnogo zvezdi, čiji što sjaj bil takov, što sme im se voduševuvale, znači mnogo zvezdi, togaš će zaidat vo temnica, će gi snema. Tije koji gi prisvojuvale ukrasite na svetilišteto, a ne se oblekle vo Hristovata pravda, će se pojavat vo seta nivna sramna golotija. Ovo je vo Proroci i carevi 188. strana. I kup izjavi ovdje v ova knjiga prikrijen kompromis. Creeping compromise. Joe Cruz, taka je. Prikrijen puzajući kompromis. Nešto tragično. Kako što tragično i se slučuva veće na Evropa. A site se krstat, site trčat, noze ispod kršija, trčajći vo Evropa. Pa malku poširok pogled. Ete, dragi moji braći i sestri, jedna kratka retrospektiva na istorijskiot adventizam. Ako bideme vnimatelni, na vistina, Gospod će ne zaštiti ako sme na njegova strana. Ko znajete slučaj so dedoto vo nekoj adventistički dom, sabota sa bajle, site se spremat za vo crkva i vnukot mu veli, dedo i ti ke dojdeš? A zašto ne, sinko? Pa niti slušaš, niti gledaš, znači ni propoveće čuješ, ništo. Zašto? Dedo to mu veli da se znaje na čija strana sum. Amin.